Добар ден, ученици! Во оваа училница по математика за 6 оделение ќе ве водам јас, Даниела Давковска, наставник во Општинското општинско училиште Лазо Ангеловски, Скопје. Ве поканувам заедно да ја обработиме следната наставна содржина. Од првата тема број и решавање проблеми ќе ја обработиме наставната содржина, проценка и определување приближна вредност при пресметувањето. Целиот овој час ученикот треба да знае да проценува и заокружува големи броеви, ученикот треба да знае да проценува и определува приближна вредност на броен израз и да ја споредува со вистинската вредност на бројниот израз. За да се потсетиме околу заокружувањето на броевите, ќе ја решиме следната задача. Броеви 3869 и 428 заокружи ги на најблиската стотка. Бројот 1869 заокружен на најблиската стотка е 1900. Бројот 428 заокружен на најблиската стотка е 400. Најдобро заокружувањето на броевите ќе го објасниме со бројни прави. На дадената прва бројна права со црвена стрелка е прикажан бројот 1869. Забележуваме дека бројот 1869 е поблиску до 1900 отколку што е 1800, па затоа заокружуваме 1900. На втората бројна права со сина стрелка е означен бројот 428. Забележуваме дека бројот 428 е поблиску до 400 отколку што е до 500, па заокружувањето ќе биде на 400. Пример 1. Процени го збирот 3123 плюс 1985, а потоа изврши го собирањето на вистинските вредности и провери дали дадениот збир е блиску до процената на збирот. Решение. Бројот 3123 заокружен на најблиската стотка е 3100. Бројот 1985 заокружен на најблиската стотка е 2000. Проценката на збирот ја правиме на тој начин што ги собираме 3100 и 2000 и добиваме дека проценката е 5100. Вистинската вредност на збирот ја добиваме со собирање на вистинските вредности. 3123 плюс 1985, тоа е еднакво на 5108. Одстапувањето го добиваме на следниот начин. 5108 минус 5100 е еднакво на 8. Заклучуваме дека имаме одстапување од 8, што значи дека проценката на збирот и вистинската вредност на збирот се многу блиску. Пример 2. Процени разликата 8259 минус 443, а потоа изврши го одземањето со вистинските вредности и провери дали дадената разлика е блиску до проценот на разликата. Решение. Бројот 8259 заокружен на најблиската стотка е 8300. Бројот 443 заокружен на најблиската стотка е 400. Проценката ја правиме на тој начин што 8300 го одземаме со 400 и добиваме 7900. Вистинската вредност на разликата е 8259 минус 443 еднакво на 7816. Одстапувањето го добиваме на следниот начин. 7900 минус 7816 еднакво на 84. Имаме одстапување од 84, па заклучуваме дека проценката и вистинската вредност на разликата се блиску. Пример 3. Во магазинот за прехранбени продукти имало 357 кг компири, 283 кг моркови и 244 кг домати. Од вкупното количество биле продадени 629 кг. Направи процена колку килограми прехранбени продукти останале непродадени, а потоа пресметај со вистинските вредности. Решение. Најпрво за проценката ќе треба да ги заокружиме броевите 357, 283 и 244 кг. 357 го заокружуваме на 400, 283 го заокружуваме на 300 и 244 го заокружуваме на 200. 400 плюс 300 плюс 200 добиваме 900, што е проценката на вкупното количество. Од ова вкупно количество биле продадени 629 кг, кои ќе ги заокружуваме на 600. 900 минус 600 е еднакво на 300 кг. 300 кг е проценката на останатите килограми прехранбени продукти. Вистинската вредност ја добиваме на тој начин што
Првен, ќе ги собереме 357, 283 и 244, па потоа ќе одземеме 629. Збирот 357 плюс 283 плюс 244 изнесува 884. 884 минус 629 е еднакво на 255 кг. Отстапување. Подобиваме на тој начин што 300 кг одземаме со 255 кг и добиваме 45 кг. Имаме отстапување од 45 кг, што слично како и во претходните примери можеме да заклучиме дека проценката на останатото количество и вистинската вредност на количеството што останало се блиско. Тоа е се за оваа наставна содржина. Ви благодарам на вниманието.